Навистина сте без компас во вашето министерство. Дали сте свесни дека само за една недела 3 пати го менувате овој закон? А во процедура имаме и нова измена која ќе оди утре на Комисија за труд и социјална политика. Знаете ли што правите вие во вашето министерство? Зошто ви сте брза толку многу да давате вакви непромислени законски решенија? Првата измена, ако не се сеќавате, еве јас ќе ве потсетам, оти очигледно дека тука седете и чекате само да се изгласа законот и што побрагу да му реферирате на вашиот шеф кој знае каде се слика, ама тој ги нема проблемите на невработените, бидејќи тој, лажно представувајќи се дека е дете на стечаен работник, вистината беше очигледна дека тоа е дете на директор кој однел фабрика во стечај, има работа да се слика некаде по сега во ова предизборие и вие овде треба да ги вадите жешките костени. И немате ниту еден аргумент, ниту еден збор за овие катастрофи овде што се случуваат. Зар ке молчите и втор ден во ова собрание, ке молчите и утре и во понеделник? Првата измена беше за стечајните работници. Втора измена за директорот, и многу е битно да знае англиски јазик. Трета измена, популистичка измена, која ќе дојде на дневен ред утре. Тогаш ќе говориме и за уште една ваква популистичка измена, која не носи ништо добро на граѓаните, туку тоа е едно уценување, еден нов рекет, едно ново предизборно ветување, кое нема да се реализира никогаш, или ако се реализира, ќе има важност од 1 година. Но, ајде да говориме за оваа измена. Значи, во овој хаос овде и во ова поистоветување со административните службеници, и овде ви е многу битно директорот да има положено TOEFL, да има положено психолошки тест и тест на интегритет, и навистина сакам да ми кажете дали вие како заменик министер или било кој министер од вашата влада имате положено TOEFL. Зошто за секој кој треба да се вработи во администрацијата, кој ќе конкурира за обичен директор, важат овие правила за да имаат положено TOEFL, а за вас, министрите и заменици министри, не важи ваквото правило. А за пратениците и да не говорам. Вие имате, добро ви честитам, значи вие сте единствениот кој ќе ги исполни условите предвидени со овој закон. А за останатите ништо не ги допира. Вака, ајде поред за законот, стварно не се знае од каде човек да почне по овие катастрофи што ни ги нудите овде. Овој закон, значи, освен TOEFL, 1950 денари за виста, нормално, се знае. Ке ги делите, и овде ке ги делите вработените на административни и на јавни службеници. И тоа, членот 87В се менува и гласи: вработените во агенцијата кои вршат административни работи имаат статус на административни службеници. Вработените во агенцијата кои вршат помошни и технички работи имаат статус на помошно-технички персонал и на нив ќе се применува законот за вработени во јавен сектор и општите прописи од работните односи. Значи, нова поделба: административни и јавни службеници. Исто така, овој закон го докажува она што го говоревме минатата недела, кога се носеше онаа катастрофа од закон за административни службеници, дека ќе ви служи, дека ќе биде закон за рекетирање и за уценување на вработените. Еве овде ќе ви прочитам како ќе ги рекетирате и како ќе ги уценувате вработените во јавниот сектор. Секој јавен службеник, значи член 87Г, морам да го читам, бидејќи вие од брзање можеби го немате прочитано законот, ама еве јас ќе ви го прочитам и јавноста да знае што им следи. Секој јавен службеник и друго лице во согласно со закон има право да поднесе иницијатива за покренување на дисциплинска постапка против јавен службеник во агенцијата која треба да биде образложена, и понатаму стои се што треба да поднесе вработен колега и некој
некоја странка за некој јавен службеник да понесе дисциплинска одговорност. Или што значи тоа? Тоа значи дека оној кој нема да биде послушен на власта и кој нема да игра по вашите ноти, ќе следува шпионажа, рекет од колегата или од некоја измислена странка, дека не е задоволна од неговата работа и ќе ги примените членовите 87е и 87ж. И велите дека ова било заштитнички закон, такво беше објаснувањето на заменик министерот овде, дека ова било заштитнички закон за вработените во јавниот сектор. Лага. Ова е побрз начин за бркање од работа и за уценување од работа. Како и сите останати закони, и овој закон ќе има важност од наредната година. И овде имате потреба, манијачна потреба за пари, иако ќе важи од членот 10, говори дека овој закон ќе отпочне да се применува по една година од денот на влегување на сила во овој закон. Уште какви не чуда ќе се изнагледаме во ова собрание. Скратена постапка, 120 закони, а сите ќе важат од наредната година. Ама не може фамилијата да чека, не може Виста да чека, не може Ставревски да чека. Тоа е маката. Од кај знаеме што ќе се случи после 2 месеци. Вака што е сигурно. Собери ги парите и завршена работа. Заменик министер, дали Тоефел на директорот на агенцијата ќе намали невработеноста во нашата држава од 31,7%? Дали Тоефел на директорот ќе го намали иселувањето на младите по светот? Дали Тоефел на директорот ќе намали сиромаштијата во нашата држава? Ги погледнавте ли последните новинарски текстови од CNN дека Македонија, ова се најлошите економии во светот, 31,2%. Дали Тоефел ќе ни го намали или можеби Тоефел ќе му послужи на директорот на агенцијата да разбере што пишува CNN? Дали овие законски измени ќе не направат посрекни граѓани на нашата држава? Дали ќе не тргнете од шампионот на мизерија? Дали ќе не симнете малку подолу? Дали има дно или го допревме дното? Познавањето на англиски јазик ли ќе ни ги реши проблемите меѓу граѓаните? Знаете ли дека во Македонија најлошо се живее? Македонија е 7-ма земја во светот каде што луѓето се чувствуваат несреќно. И вие понудивте сите директори и оние кои мислат да бидат директори да имаат Тоефел. Јака работа, добра измислица. Зошто седите таму? Што направивте добро за граѓаните? Само популизам, уценување и замајување, фрлање на песок во очи. Или подметни овде нешто, а надвор ќе се случува нешто друго. Ова е навистина греф. Ова што и да се каже во иднина за сите овие безброј закони кои беа подметнати на Комисијата за труд и социјална политика, е навистина греф што се прави со народот. И наместо да седневте да го смислевте ова и она утрешното, па заедно да оди, вие денес една измена, утре друга измена. Очекувајте во понеделник дека ќе имаме и нова измена. Зависи од тоа што му се сонило на Груевски, на Диме Спасов, на Ставревски. Како ќе го поминат викендот, можеби нешто ќе се сетат луѓето, па ќе замаеме уште малку, уште еден дел од јавност. Ова ли е најбитно, господине заменик министер? Не гледам дека се имате пријавено, барем малку да објасните. Вам не ви е грижа. Вие си имате Тоефел, нели? Овој закон вас не ве тангира. Вие сте среќен човек. Ама народот не ви е среќен. Навистина се смеете, гледам дека се смеете. Ама жално е. Жално е ова што го правите на сопствениот народ. Срамот. Благодарам. Срамот. Благодарам.